Исто како и мнозинството граѓани, така и јас со чувство на мака го проследив пресод на Зоран Заев. Само Зоран Заев, политичар, аболиран за тежок криминал, кој влече сериозни хипотеки зад себе, може да прославува и да се гордее што го променил името и идентитетот на сопствената земја. Само Зоран Заев, кој се колнеше во татковци и дедовци, дека немало да го чепка вековното име, може да се гордее и да се обраќа како премиер на нова земја, Северна Македонија. Само Зоран Заев, кој ветуваше дека македонскиот устав бил европски, може да се фали со притисоците, заканите и непринципиелните пазарења со кои што ја погази јасно изразената волја на граѓаните на референдумите од 8 септември 1991 и 30 септември 2018 година. Зоран Заев денес и пред време ја преименува сопствената татковина на се уште нестапен во сила договор. Срамота. Господине Заев, Македонија денеска не слави. Македонија денеска е завиена во црно, бидејќи вие продадовте, погазивте и уништивте се. Ова што вие го направивте, има само еден збор – предавство и кариеризам. Залудни се фалбите, залудни се и изнасилените насмевки, зарипнатиот глас од славието во кое ниту тој, ниту неговите најблиски соработници не веруваат. Залудна е лажната еуфорија и стакленото звоно кое го креираат. Чаламот на власта не го покрива срамот со промена на името и идентитетот. Човекот треба да разбере дека никој не го сака, никој не му верува, но и се поголем е бројот на луѓе кои веќе не му се плашат. Зоран Заев, готов си. Сите веќе тоа го знаат. А набрзо и ти тоа ќе го дознаеш. Оваа влада беше за едно прашање. И тоа прашање го решивте катастрофално. Преку промена на името, идентитетот, јазикот, историјата, културата, образованието. Промена на се што е македонско. И овој рок, и оваа задача сега завршува. Токму затоа оваа влада на СДСМ, која ја предводиш ти, толку силно ќе падне, што прашање е дали нешто ќе остане од СДСМ. Останува запишано дека промената на уставот со цел промена на уставното име се направи на противуставен, противзаконски, нелегитимен, насилен и криминален начин. По пат на притисоци, закани, уцени и пазарења. ВМРО ДПМН и мнозинството на македонскиот народ и мнозинството на граѓаните на Република Македонија не го поддржаа овој договор. ВМРО ДПМН ќе направи се што е во негова моќ да ја исправи во иднина оваа неправда. Останува запишано дека 81 човек во парламентот го променија името и идентитетот, а не народот, не граѓаните на оваа држава. Почитувани граѓани, длабоко чекориме во втората година од власта на оваа влада. Македонија е фрлена на колена. И тоа не само во поглед на името, туку и во економијата, уништеното здравство, неквалитетното образование, земјоделието. По капитулацијата на Заев со името,
Тој најавува нова капитулација. Обштествена, економска, политичка, образовна, здравствена, секаква. Видовме досега дека не ги бива. И како што Заев брутално лажеше пред 2 години, дека ќе имало 500 евра просечна плата, дека докторите ќе имале 100.000 денари просечна плата, ќе изградел 600 километри автопатишта, нова клиничка болница, поврат на ДДВ, ќе имало зголемени стипендии за студентите, зголемени пензии за пензионерите, за гарантиран откуп за земјоделците. И што ли уште не? Истите тие лаги ги гледаме и денес, а Бога ми ги слушаме. Истите лаги. Ке имало фабрики, ке имало поголеми плати, ке имало автопати, дрн, бла, празни муабети. Но ова е друго време. Денес веќе никој, ама баш никој не му верува на Заев. Денес е докажано дека не можат, не умеат и дека со секој ден ќе биде полошо. А по капитулацијата со името, ако остане оваа влада, следи нова капитулација во економијата и во општеството. Затоа Заев и вие од осрамениот СДСМ не бегајте од одговорност. Немојте да се криете зад партиските одлуки, како што се криевте зад гласовите на 81 пратеник, за да ја погазите волјата на народот. Излезете на избори. Не се тоа избори за фотели. Тоа се избори каде што ќе победи народот, каде што ќе победи ВМРО ДПМН, за да победи достоинствена и горда Република Македонија. Да живее самостојна, независна, достоинствена и горда Република Македонија. Ви благодарам. Денеска од застрамениот Зоран Заев слушнавме 2 тези. Првата теза е дека се крие позади одлуките на органите на партијата и втората е дека анкетите покажувале сигурно водство и дека на секој политичар добре дојдени ќе му бидат нови 4 години мандат. Но вистината е следна. Ако е навистина така, ајде веднаш, во понеделник, да го распуштиме собранието, имаме доволно време да организираме фер изборен циклус, согласно законот во Република Македонија, и заедно со председателските избори да одржиме ворени предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Па да видиме дали Зоран Заев ќе победи или народот во Република Македонија, заедно со ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, ќе победи на тие избори. Не само што не се плашиме, туку еве ја користам оваа прилика уште еднашка да го повикам, да не мисли дека молам Бога да не ги добиам изборите, еве веднаш одлучно од овдека му велам, ајде во понеделник да го распуштиме парламентот, имате доволно време денеска или утре во органите на партијата да донесете одлука и да одиме на избори. Има доволно време да се подготват тие избори, да се формира техничка влада и заедно со председателските избори да имаме ворени парламентарни избори. И тогаш да видиме дали Зоран Заев и групата околу него ја ужива довербата, како што денеска каже на пресконференцијата, или онаа вистинската анкета ќе му ја испорачаат граѓаните на тие предвремени парламентарни избори. Ке напоменам, не бараме избори затоа што сакаме безусловно ВМРО ДПМН да биде на власт, него бараме избори за да Македонија престане да губи и Зоран Заев и групата околу него конечно да ја напуштат политичката сцена во Република Македонија.